Јас сум Илчо Илиев, дипломиран геодетски инженер во пензија, веќе 3-4 години. Имам работен во животот повеќе работи, од областа на градежништвото, од политиката, но селскиот начин на живење никош го немам напуштено. Роден сум во село. Прво, сакам да истакнам дека оваа локација имам одбрано уште како дете. Мајка ми е родена тука во околината и од моето село, каде што сум роден во село Град, доаѓавме често пешки до малото тука Мановско мало, кај што е родена мајка ми. И од тоа што го имам тогаш видено, ми оставило впечаток околината, висината, вегетацијата, присуството на водни ресурси, и од тие причини уште тогаш се роди идејата дека еден ден јас морам да имам дом баш на оваа локација, каде што можам да поминам дел од мојот живот. Како градежник, секогаш сум ги ценел природните материјали за градење. Тука има материјали во овој објект кои се средени и подготвени за градба можеби пред 30 и повеќе години. Сметам дека тоа е мој начин на размислување, дека само таков објект може да даде квалитетен живот, простор за живење. И од тие причини, покасно со сопругата, овие печените тули, ја ги купивме непечени, јас и мојата сопруга ги печевме. Никој не знаеше тоа да го прави, како тоа се пече, благодарение на еден човек кој денеска е покоен, кој ни покажа како тоа треба да се изида, како треба да се пече, и успеавме тоа да го направиме. Тргнувајќи од таму, тоа беше прв чекор во градбата. Биравме камени кај што ќе стигнеме, кај што ќе најдеме, и најдовме мајстори кои знае и плитар да прават, и благодарение на тие мајстори и мојата стручна помош го изградивме објектот. Јас многу жалам што младите генерации ги немаат вештините кои ги имаа по старите генерации. И ја напуштаат традицијата не само во однос на движното и на недвижното наследство. Ние во нашиот крај имаме прекрасна архитектура. Имавме прекрасна архитектура, за жал таа најголем дел е уништена. Се уште има остатоци од мали остатоци, бисери, така да речем, на нашата архитектура, и би им препорачал на младите да почнеме да го цениме тоа што го имаме, тоа што го живееле нашите предци, начинот на живење, тоа што тие го имале како вештини, тоа што тие знаеле како знаеле да ги искористат тие вештини, и се додека како јас што се научив од овој човек да печам живи тули, се уште има такви луѓе од кои можат да научат вештини и на практикување животни навики и практикување на квалитетен живот. Пред се мислам дека треба да се има цел. Во колку се има цел, може би ќе биде тешко, не ќе има препреки, меѓутоа истрајноста и целта даваат резултати. Има начини како да се стигне до еден таков објект, може би малку повеќе ангажирање отколку што требат лични средства, обезбедена готовина. Има начини да се соработува луѓе кои имаат исти идеи, да си помагаат едни на други. Мислам дека тоа може многу да помогне во реализација на некоја наша идеја, во колку најдеме истомисленици кои
кои ќе ни даваат поддршка и ние ќе им даваме поддршка. Тој што работи секогаш остварува вишок на производи. Дали тоа ќе биде вишок на производ за храна, дали тоа ќе биде вишок на простор. Дали ќе биде или ќе има вишок на време. А сето тоа за сето тоа има пазар. А ние значи оценивме дека овде не можеме да го искористиме секојдневно тој простор. Имаме инвестирано, поготово децата наши оценија дека објектот може да носи профит во колку ние бидеме подготвени да тој објект го понудиме на пазарот. Исто така храната која ја произведуваме тука и вишоците на храна исто ги нудиме на нашите гости. Место да ги носиме на пазар, ние ги нудиме на нашите гости. На тој начин помагаме и на локалната заедница. Гостите кои доаѓаат сакаат локални производи, ние земеме од локалните производи, па тоа го преработуваме и го даваме. Ние имаме идеја да побараме помош преку проектни активности од институциите на државата и меѓународни институции кои нудат такви помош за развој на рурален туризам. И во колку успееме да добиеме, можеме ова што го имаме како идеја, можеме побрзо да го реализираме. Меѓутоа нема да се откажеме да изградиме барем уште еден таков објект, бидејќи нашите површини даваат можност да се изгради уште еден таков објект кој можеме да го понудиме на пазарот, а кој ќе обезбеди интимност и на наредна група на гости. Од тие причини сакаме да инвестираме во нов објект и дополнително уредување на просторот за спортски активности, сакаме ботаничка градина да направиме за лековити зачински билки, на кои ќе нудиме на нашите гости едукација, како се одгледува, кога се бере, како се подготвува и во таа смисла да дадеме повеќе содржина на нашиот простор. За тие што се љубители на природата, можеме да им понудиме да слободно да си скинат јаготки, можеме да им понудиме слободно да си скинат лековити билки од нашиот двор, од нашите микроплантажи. Во колку не купиле, заборавиле да си купат пипер и домати, може слободно од градината да скинат и можеме да им понудиме мед за своји потреби додека се тука. Но ние како семејство се бавиме со лековите билки од подолг период, меѓутоа сега се бавиме исклучиво за да на гостите наши кои доаѓаат тука им дадеме можност да уживаат овде во нив и евентуално да си понесат за дома. Во нашето двориште, да не претерам, има во природни услови има повеќе од 30 лековити билки. Од врбовка, која луѓето ја користат за лекување на простата, од тусилаго фарфара или подбел, кој е добар за против кашлица, поготово млади деца, од тимус вулгарис, тоа е мајчина душица, имаме лаванда, имаме оригано вулгари или риган, ние како што го викаме. Така да сметаме дека тоа им дава едно богатство на нашата околина тука, на нашето двориште и дава храна за нашите пчелички кои имаат можност и тие да уживаат во овие плантажи. Розата е многу интересна и многу е декоративна, и сушена е многу интересна како за употреба за чај и евентуално за заштита од други инсекти, бидејќи има јак мирис. Таа се користи исто во комбинација со лаванда. А исто поготово е ова сладко кое го прави сопругата е стварно нешто кое е ретко убаво.